Дали дојранското решение за спас на езерото е применливо и во случајот со Преспанското? Примерот на Дојран се разгледува од научници и експерти од областа, но по се изгледа, Преспа ги нема истите услови за дотур на свежа вода. Доктор Драган Арцовски вели дека овие зафати се многу чувствителни, бидејќи може да се наруши природниот екосистем на езерото. Јас сум генерално против вакви промени, особено во системи како што е Преспанското и Охридското езеро, кои што се екстремно уникатни. Значи, еве и во Дојранско езеро исто така донесовме вода која што потекнува од Вардарското сливно подрачје, од Егејското тоа сливно подрачје. Тоа сливно подрачје не се совпаѓа со Преспанското и со Охридското езеро. Преспанското и Охридското езеро припаѓаат на Јадранското сливно подрачје, а сами по себе се екстремно уникатни. Вие кога ќе донесете вода од река која што припаѓа на друго сливно подрачје, со таа вода ги носите и организмите кои што живеат во нејзе. А тие организми во тоа сливно подрачје биле изолирани. И министерката за животна средина е скептик дека е возможна примена на истото решение. Системот ѓавото, кој функционира цели 2 децении, има цевковод долг 20 километри. Во околината на Преспа пак не наишле на толку богати извори што може да се пренасочат. Не се препорачува. Во моментов не се препорачува. Знаете, за да направите такво нешто, мора да имате извор од каде што ќе носите води. Во Дојран носевме 20 километри, во должина цевковот е во должина од 20 километри и мора да бидат компатибилни водите. Во случајот на Дојран имавме изворот каде што можевме да ги, значи местот каде што можевме да ги црпиме водите. Тука се уште такво нешто не е идентификувано. Јас би одела со ЕУ по Преспа и ваков тип на проекти за да ги подобриме состојбите на Преспанското езеро. Дојран, иако се врати на некогашното ниво, во моментов се соочува со други предизвици. Втора година не функционира хидросистемот и нема дотур на свежа вода, што е проблем за езерото во текот на летото кога се превисоки температурите, но општината забележува и дека нема доволна ангажираност од грчката страна за езерото. Од грчка страна се гледа дека нема земјоделски поседи, односно не се искористува водата за наводнување на земјоделските поседи. Меѓутоа, заедно со грчката страна имаме реализација на низа на проекти за прекогранична соработка, односно искористување на европските фондови и имаме реализирано проекти токму за заштита на езерото, односно од наша страна беше набавено амфибија, расчистување на крајбрежјето и низа на други мерки за заштита на езерото, додека од грчката страна имавме расчистување на каналот и некои минимални зафати кои што значат на некој начин и заштита на езерото, но она што го гледаме ние од грчката страна е дека треба поголеми зафати со кои што ќе се расчисти таа бујна вегетација и сите тие дрвја кои што се наоѓаат во самото езеро, а со тоа и да се подобри квалитетот на водата, бидејќи не е работата само ние од оваа страна да се трудиме, туку малку повеќе треба грижа и од страна на грчката. Во однос на Преспа пак на грчката страна веќе се прави систем капка по капка, со кој ќе се заштедат 46% од досега користената езерска вода. На македонска страна, земјоделците биле тренирани за одржливи земјоделски практики и се размислува да се користат други јаболкови сорти, за кои е потребно помалку вода. Таму веќе се издадени 7 одобренија за градба на канализацијски системи и прочистителни станици, со пари од проектот ЕУ за Преспа, за намалување на загадувањето на езерото со отпадни води.